Ова што го видовте е кула направена од човечки черепи. Да, тоа е кула која што е направена од човечки черепи, се наоѓа во градот Ниш и е наречена Челе кула. Оваа кула е направена во 18 век или во 1809 година, кога србите се креваат на востание против тогашната османлиска власт. Меѓутоа, тоа востание неуспешно, тие губат околу 4000 војници. Меѓутоа, османлиите победуваат, но победуваат со огромна човечка загуба од над 10.000 османлиски војници и револтирани од тоа, isfrusтрирани, тие се решаваат да ги отсечат главите на паднатите војници и од нив да задзидаат кула која што ќе служи како потсетник на луѓето да бидат мирни и да ја прифатат османлиската власт и тоа дека тие се надмоќни. Тоа се случило во 1809 година и за изградба на таа кула се употребени над 950 черепи. Тоа е официјалната верзија за таа кула, иако некои луѓе тврдат дека таа кула е многу постара, односно постоела во време кога луѓето биле свесни за своето постоење, за својата минливост и кулата изградиле како показател дека ние сме само минливи на овој свет и дека треба да се потсеќаме секојдневно преку гледање на таа кула со черепи, дека ова е материјален свет кој што ние треба да го напуштиме. Слични овакви кули има уште на неколку места во светот, меѓутоа оваа Челе кула во Ниш е една од најголемите, односно таа кога била целосна, била висока околу 4 метра и представува најголемата структура од ваков вид во светот. Јас исто така развив и моја теорија за тоа место, а тоа е дека тоа место, односно таа кула, укажува дека на тоа место се наоѓа нешто кое што не е добро за човекот, кое што лошо влијае, дали во непосредната околина на таа кула, дали подземја, меѓутоа мојата теорија за тоа место е дека таа е показател, односно место од кое што треба да се држиме подалеку. Такви места, за жал, постојат, наречени се ѓаволски места, наречени се места со лоша енергија и слично, и мислам дека оваа кула представува показател, односно дека укажува на место од кое што треба луѓето да се држат настрана. Дали нешто е скриено под таа кула, дали има нешто во непосредната околина, не знам од кое што треба луѓето да се тргаат, меѓутоа тоа е мојата теорија за ова место. Значи, ви дадов 3 теории, една официјална, една од луѓето кои што слушнав и една моја. Доколку и ви имате некое мислење за оваа кула, зошто ви ја направиле од кула, зошто би направиле кула од черепи, пишете во коментар слободно, па може би заедно ќе дојдеме до некои сознанија, а не само да се подпираме на тоа што ни е кажано како некои папагалчиња. Тоа се информациите кои што ги имав за кулата. Кулата е неверојатна, за жал не ми беше дозволено снимање, па затоа снимав многу кратко. Меѓутоа, кратко, ама доволно да видите зашто станува збор. А сега, додека сум во Ниш, да одиме да ја видиме и преубавата Нишка тврдина, која што се наоѓа во центарот на Ниш
и представува една од ретките тврдини кои што се наоѓа во самиот центар на градот, односно градот е обвиткан околу тврдината. Ајде одиме. Еве се шетам малку низ тврдината, ја разгледувам. Значи, местото е преубаво, уредено е како парк, односно како еден голем парк заграден со ѕидови. Некогаш, каде што сега е парк, ова зад мене, живееле луѓе и биле затворени со ѕидови. Малку делува сето тоа чудно, нели? Мене лично тоа ме потсеќа на логор, односно живееш на место кое што има 5 метра високи ѕидови секаде околу тебе, а само еден влез и еден излез. Дали тоа било за безбедност на луѓето, дали луѓето тоа го прифаќале доброволно, затоа што се чувствувале побезбедно внатре во овие тврдини, не знам. Меѓутоа, моето мислење за овие тврдини е тоа, дека тие наликуваат на некои прастари логори, каде што ги чувале луѓето во некој вид на безбедно трло. Меѓутоа, како и да е, остатоците од неа се интересни, ѕидовите стојат, тие се дебели 10 метра, има неколку објекти кои што ќе ви ги снимам и тоа е тоа. Секако поголемиот дел е подземја и не можеме да го видиме. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Доколку ви се допаѓаат видеата што ги снимам, тоа што го истражувам, тоа што го зборувам, тогаш поддржете ме, поддржете го каналот Сонцогор, станете членови, имате опција и да се претплатите, односно да станете месечни донатори и поддржувачи на каналот со некоја символична месечна претплата, односно да станете членови на каналот. Значи, тоа се опциите за поддршка, тоа го очекувам од вас. Се надевам дека тоа што го очекувате од мене го добивате. И тоа е тоа. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро на овој свет и се гледаме.